Почитуван председател на Комисија за европски прашања, почитувани пратеници, ова процедурално го барам како резултат на вашето однесување кога требаше да се гласа дневниот ред за денешната седница. Имено недозволиво е вие да си давате такви овластувања и да се обидувате да ја замолчувате опозицијата на начин на кој што го правите овде во собрание. Граѓаните кои што ја следат нашата работа очекуваат еден доблесен однос кон вас и очекуваат дека ова собрание најпрвен ќе се води од деловникот за работата на собранието, а не од самоволието на председателот на комисијата. Таквиот начин на однесување, кога не дозволувавте да се јавиме и да побараме измена на точките на дневниот ред, дополнето со вашето објаснување дека истекол рокот за пријавување е недозволиво и ќе ви го кажам тоа со факти и со аргументи, затоа што тоа е наведено во деловникот за работа на собранието. Имено ќе се повикам на членот 76, вели вака: пред утврдување на дневниот ред, председателот на собранието ги известува пратениците за предлозите на внесување, одлагање или повлекување на точки од предлогот на дневниот ред согласно со членот 70 од овој деловник. А членот 70 ќе ви каже уште еднаш: пратеник и владата можат до утврдување на дневниот ред на седницата. До утврдување на дневниот ред на седницата. А вие тргнавте самоволно и се повикувате на членот 80 кога вели дека се iscrpило времето за пријавување. Меѓутоа, членот 80 вели: на почетокот на претресот секоја точка од дневниот ред предлагачот, односно представник на предлагачот, може да даде дополнителни образложенија или појаснувања. Претресот став 2 трае додека не се iscrпи листата на пратеници кои се пријавиле за збор. Пратениците се пријавуваат за збор во рок од 1 минута по отворање на претресот. Тоа е член 80 и се однесува на почетокот на претресот по секоја точка. Така вашето самоволно и арогантно толкување дека времето за пријавување за измена на точки на дневниот ред е само уште еден скандал на работата на ова собрание, кога се обидувате на недемократски начин уште толку да ја дозакопате иднината на Република Македонија. И така по сите индекси се наоѓаме на дното, и така според Freedom House имаме помалку од половина демократија. Остана уште времето кога еден пратеник, затоа што јас и вие овде треба да бидеме еднакви. И вие треба да се грижите само за спроведување на деловникот. Одеднаш еден пратеник, без разлика кој е тој, овој пат се јавувам затоа што мене не ми дадовте прилика и шанса да побарам измена на дневниот ред. Со кое право вие замолчувате одреден пратеник овде во комисијата? Со кое право вие самоволно го толкувате деловникот, во кој јасно пишува дека пред утврдување на дневниот ред? Зошто ниту едно гласање за дневниот ред на господинот Арбер не завршува со дали некој друг бара збор? Ако никој друг не бара збор, дневниот ред го ставам на гласање. Еве ги имате стенограмите, ги имате снимките. Тие зборови нема да ги слушнете од председателот на оваа комисија. Едноставни се. Дали некој друг бара збор за измена на дневниот ред? И ако никој друг не бара збор, го ставате на гласање. Вратете ги стенограмите, ќе видите секогаш кога имаме спорни закони, како оние што ги имаме денеска, ние влегуваме во самоволно толкување на деловникот и се измислуваат правила дека за измена на дневниот ред сме имале рок да се пријавиме. Целта зошто деловникот за работа на собранието е напишан на тој начин дека предлози за измена на дневниот ред се даваат до предутврдувањето е затоа што за секој, ќе опогледате членот 77 и ќе ги добиете одговорите. Собранието без претрес се изјаснува за секој предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред и за предлогот на дневниот ред за седницата во целина. Еве го одговорот. Затоа што за секој предлог за измена на дневниот ред ние без претрес изјаснуваме. Тоа што некој од нашите колеги ќе побара да се тргне одреден закон
од дневен ред или да се додаде. И тоа како ќе се изјаснат останатите членови на комисијата, ја повлекува причината за наредното барање за измена на дневниот ред. И сметам дека не може председателот на комисијата самоволно да го толкува. Затоа што, например, Законот за парнична постапка има 500 членови. Може би, ако се прифати измената и го тргнете од дневниот ред, јас не би го барал истото. Затоа се пријавуваме за измена на точките на дневниот ред еден по еден. И затоа така е напишан деловникот. И затоа рокот за пријавување по точки од 1 минута важи за претрес по точките. На почетокот на претресот по точките. И ако вие не правите разлика помеѓу членот 80, односно рок за пријавување по точка, и ако не правите разлика помеѓу рокот за пријавување кога станува збор за утврдување на дневен ред, ако тие поими ве бунат, дадете си оставка. Нека дојде некој друг, нека ја води комисијата, затоа што оваа комисија има одговорност пред граѓаните, овие закони кои донесуваат имаат определена тежина и ниту едно барање за измена или дополнување на дневниот ред не доаѓа за џабе, не е бадијала, ние си имаме своји аргументи. Која е користа на председателот на комисијата за европски прашања? Кој е бенефитот на државата на Македонија? Кој е бенефитот на пратиците од власта ако не добијам збор? Дали ќе станете побогати? Дали ќе решиме некој од проблемите кои ги имаме во државата? Дали ќе се намали бројот на луѓе кои што живеат во сиромаштија во Македонија? Дали ќе ни падне индексот на демократија поради тие факти? Или имате друга заднина? А другата заднина е дека оваа комисија се претвори во комисија за се и сешто. Првата точка ни е Закон за минерални суровини, па ќе разговараме за екологијата и економијата, па продолжуваме со правосудството, па продолжуваме со Академија за суди и јавни обвинители, па продолжуваме со, па ќе завршиме со Закон за адвокатура. И сите тие закони упорно доаѓаат овде на комисијата за европски прашања. Зошто? Затоа што председателот, за жал, наместо да ја води комисијата онака како што доликува, онака како што пишува во деловникот, тој воспостави еден авторитарен однос, крајно понижувачки кон сите пратеници. И крајно сум револтиран затоа што се обидувате да не замолчите. Зошто? Затоа што ќе побарав да се тргне Законот за адвокатура од дневен ред. Зошто? Затоа што имате само 7 точки по кои што се усогласува со регулативата на Европската Унија. И не му е местото овде. Можеби новиот министер ќе сака да го повлече, па ќе поднесе предлог на закон за дополнување на Законот за адвокатура. А од тие 7 нови членови во закон, 2 од нив се однесуваат од кога Македонија ќе стане земја членка на Европската Унија, а останатите 5 па веќе се усогласени. Тие се усогласени со правото на Европската Унија уште во 2007. Службен весник на Република Македонија број 29/2007. И повторно се усогласени. 2012. Службен весник број 113/2012. И тоа се истите директиви кои што се наведени и во овој закон. И истите членови кои што сега се усогласуваат веќе биле усогласени. И дали јавноста не сваќа што се случува овде? Значи, ние имаме огромен наплив на закони кои што доаѓаат во Комисијата за европски прашања, која што не треба да биде матична комисија, која што не треба да расправа за суштината на законите. Таа треба да расправа за нивната усогласеност со регулативата на Европската Унија. Ние составаме една ситуација во која што реков веќе, дечко за се ја направивме оваа комисија и почитуваниот господин председател на комисијата дополнително додава соодветна недемократска нота со тоа што го ускратува нашето право на говор. И дополнително не навредува, да знаете дека не навредувате, кога самоволно го делувате деловникот и кога објаснувате дека имаме определен рок кога да се пријавиме. И тоа ни го кажувате од кога ќе заврши гласањето. Кој дава правила од кога ќе заврши гласањето?
Кој поставува правила на тој начин? Се знае. Само недемократи и автократи, онакви какви што сте вие. И погледнете и првата точка, ајде, се фативме од закон за адвоката, од последната точка. Па и на првата точка имаше заклучоци дека е потребно да има јавна расправа. И на кој начин собранието го изигра сето тоа? Биле потребна јавна расправа, меѓутоа не се гласало за истите. Па како, зошто не го ставивте на гласање на ист начин како што ги ставите дневните редови секогаш? Па особено кога ќе се појави законот за адвокати, законот за Академија за суди и јавни обвинители, секогаш не само вие и другите председавачи сте спремни на прекршување на сите процедури. Меѓутоа, кажете и на јавноста дека тоа и прави штета и на демократијата, и на демократскиот процес, и на евроинтеграцијските процеси кон кои што историски се стремиме. Не смееме да дозволиме некој кој што седнал на столчето подзади да председава со комисијата, да се однесува така кон останатите пратеници. Очекувам извинување, јавно извинување за вашата постапка и очекувам јавно извинување дополнително за начинот на толкување во кој што вие авторитарно определувате време во кое ние ќе сме барале измени на дневниот ред. Не сте вие оној кој треба да пропишува нов деловник. Не сте вие оној кој што ќе кажува како ќе работи собранието. Собранието е регулирано со Уставот, а односите внатре во собранието се со деловник. И тоа за нас представува највисокиот акт, а актот е повисок од волјата на секој поединец, па дури и на оној кој седнал да председава. Меѓутоа, кога сте седнале да председавате, вие сте зеле една голема одговорност и кон јавноста, и кон интересите на државата, меѓутоа и кон другите пратеници кои што пред се овде се како представници на народот. Повреда, навреда и омаловажување на пратеник значи омаловажување на народот кој што ве избрал и од кој што го црпиме и суверенитетот и легитимитетот. Затоа уште еднаш да се напушти ваквата пракса, председателот на Комисијата за европски прашања да ја напушти праксата самоволно, своеволно да го толкува деловникот и да се напушти праксата да се прашат пратениците кој има нешто да каже. Ако друг не бара збор, дневниот ред го ставам на гласање, е нешто што за жал не го слушнав од председателот на Комисијата за европски прашања и не го слушаме секогаш кога има некои осетливи закони. И немојте да мислите дека тоа јавноста не го гледа, немојте да мислите дека тоа е избрзано гласање, немојте да мислите дека тој начин на работа ќе допринесе нешто на било кого. Да знаете дека со ваквото однесување губиме сите и со ваквиот неодговорен однос губите и вие како представник на собранието, особено како председател на Комисијата за европски прашања. И уште еднаш барам извинување и барам оваа пракса за самоволно толкување на деловникот да биде напуштена. И благодарам.